Шок и неверување, паника, вознемиреност и стравување за животите на своите собраќа од Турција, но и од Сирија. Молитви за спас на преживеаните, но и за оние кои останаа под рушевините од илјадниците тони бетон и железо. При лепското село Канатларци, каде доминира населението од турската националност, овие неколку дена живее во голема тага и жал. Да, не фатте паника, одма јас се јавам на син му, реков, шо е вака Турција, дали има во нашите роднини во Бајрампаша, да речеме, во Истанбул, син ми рече не е така, далеко е, мислам, од нашите роднини, ама пак, сепак и тие се наши браќа. Тамо што не моментално што е земјотресот, бивши оџани беше селски, нему одма му се обратавме, не го добивме, па има соселани што го добиле, куќата му бил падната, ама тие здрави живи биле цела семејство. Ибрахим Услу е од Турција и е новиот селски оџа. Вели потекнува од град кој е погоден од земјотресот. Неговата куќа била до темел разрушена, но за среќа без човечки жртви. Веста за земјотресот ја чул на телевизија, пошто веднаш пробал да стапи во контакт со своите најблиски. Тоа беа стравични моменти додека дознав како се моите, раскажува тој. Господа чува, во последните 100 години не се памети ваков земјотрес, и дека два земјотреси едно по друго беа, значи затоа има големи страдања таму, значи затоа и многу урнатини, многу луѓе се под урнатините. Периодот дека во зима сме, значи тоа е многу лош период, затоа и луѓето појќето надвор останаа, поголеми се штетите околу настраданите. Па затоа и ние покренавме иницијатива како во село Канатларци можеме на нашите браќа да му помогнеме. Свесни дека последиците од апокалиптичниот земјотрес ќе се чувствуваат уште многу долго време, канатларчани, освен што веќе на големо собираат хуманитарна помош, материјална и финансиска, тие се подготвени во своите домови да прифатат и нивни сонародници, доколку за тоа има потреба. Како канатларчани, да кажам, во име на целото село, значи ние сме подготвени. Се надевам дека нема некој што би одбивал таква одлука, значи очекуваме доколку има таква потреба, навистина ние сме подготвени да ги примиме, да бидат со нас. Значи дури да се среди таму ситуацијата, можеме да му помогнеме да бидат со нас. Во село Канатларци има околу 3000 жители. 95% од нив се турци. Веста за трагичниот земјотрес кој што ја затекна Република Турција навистина ги погоди многу овие луѓе. Затоа, во изминативе неколку дена, тие ја покажуваат својата хуманост се со единствена цел да им помогнат на настраданите како во Турција, така и во Сирија. Додека заминувавме од селото, се побројни беа жителите кои на собирниот пункт во џамијата доставуваа различни видови помош, која пак со веќе организиран превоз денеска или најдоцна утре треба да замине за Турција.